За мене се е возможно, ако се сака. Е потребна желба. Таков е ставот на 31-годишната Љупка Вртева, кој неодамна беше прогласена за инженерка на годината во Словенија. Признанието се доделува врз основа на тоа која девојка остава најголем печаток, која девојка има најголем потенцијал да ги мотивира младите девојки. Целта за оваа мотивација е да се поттикнат ученичките, студентките, но и сите млади луѓе да влезат во инженерските води. Самиот тај настан го носи слоганот од невидливост до инспирација, што значи дека меѓу нас има многу девојки кои можеби општеството заради определени стереотипи ги потиска и се незабележени, иако имаат голем потенцијал и се добри и се вистинските за инженерската професија. Признанието во Словенија се доделува веќе 6 години. Вртева била избрана во конкуренција од 37 инженерки. Била предложена и како единствена кандидатка од околу 6000 вработени од словенечката компанија Петрол, каде што денес работи. Оваа титула за мене представува некое признание за мојата работа и посветеност во областа на инженерството и особено ме радува фактот што Словенија тоа кај мене го препозна и затоа и знаеше како да ме награди. Вртева е развојна инженерка за грејење, вентилација и ладење на објекти. До таму стигнала преку студиите на Машинскиот факултет во Љубљана. Морам да кажам дека Машинскиот факултет важи за еден од потешките факултети за словенците и бев единствена студентка која не е словенка, бев странец, можем да кажем. Во Словенија заминала во 2011 година, веднаш после средното образование во Струмица. Но поводот за заминување не бил пријатен. Бев полна со ентузијазам и енергичен дух. Преку ног се најдов во ситуација да се борам против цел еден систем во Македонија, за да ја докажам вистината и едноставно, не така како што реков, бев жедна за правдина. Како што ни раскажа, во 3-та година во средното училиште барала да го докаже своето знаење и да преполага тест по физика. Наставничкиот колегиум тоа не го дозволил. На една страна 17 годишна средношколка која што бараше само правдина, а од друга страна еден цел систем. Знаењето тука во мојот случај ги победи сите пречки, но ми остана тој горчив вкус од тие времења во Македонија. Била свесна дека во странство почнува живот од нула, но водечка мисла и била да го докаже своето знаење. Навистина имав среќа што се вклучи во еден исклучително професионален тим на инженери во кој бев навистина почитувана и соработував со колеги кои го ценеа моето знаење уште од самиот почеток и кога бев како студент. Се соочила и со родови предрасуди. Но морам да кажам дека сум имала и ситуации каде што сум се чувствувала дека гледат на мене со недоверба, бидејќи не сум инженер, туку инженерка, но верувам дека таквите луѓе им треба време да го променат својот мајндсет или пак воопшто нема да го променат, но затоа сме ние овде да влијаеме на тоа и секако на крај делата зборуваат за професионалност, а не стереотипите. Вртева продолжува да го следи својот професионален пат. На младите пак им порачува да веруваат во себе. Да ја следат својата желба, да го следат својот сон, па по потреба некојаш е потребно да си и бунтовник, да можеш да стигнеш до целта. Така што важни се само желбите и е потребно желбите да се следат во секој момент. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.